Во ситуација на недоволна прецизираност на Уставот околу доделувањето на мандатот за состав на влада по неуспехот на првата партија со најголем број освоено пратенички места да ја формира, продолжуваат толкувањата за тоа што понатаму. Професорот по уставно право во Валенсија Карлос Флорес Хубиријас во интервју за Дневник вели дека нови избори се единствено решение, ако лидерот на СДСМ преку формален договор со пратениците не докаже дека може да обезбеди парламентарно мнозинство, во случај кога недостасува прецизираност на членот 90 од Уставот на земјава. Топката во моментов не е во рацете на Никола Груевски или Ѓорги Иванов, туку во рацете на Зоран Заев. За мене е очигледно дека без јасна, недвосмислена и совршено формализирана рамка, договор за коалиција, туку само едноставна подготвеност да се разговара, која значи сомнеш во доволното мнозинство во собранието, барањето на мандатот од председателот нема никаква уставна основа. Член 90, кој молчи за некои клучни аспекти на процесот, сепак е доволно јасен дека за да се добие мандатот, кандидатот мора да има мнозинство во собранието. Зоран Заев досега го нема. Дали ќе го има во следните часови или денови? Дали некој друг има таква шанса? Ако одговорот е не, нови избори се единствениот излез. Хуберијас анализира дека постоја два јаза во членот 90. Првиот смета дека се однесува на значењето на изразот партија, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Поред него мандатот што го добил Груевски се темелел на тезата дека е доволно да се има просто мнозинство за да се добие мандатот од председателот, дури и покрај тоа што мнозинството потребно за ефективно назначување е мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Затоа смета дека Заев може да го добие мандатот ако му докаже на шефот на државата дека обезбедил парламентарно мнозинство. Вториот јаз го лоцира во тоа што не е прецизно утврдено што во случај ако првиот кандидат не успее да формира влада. Во устави како шпанскиот е јасно утврдено дека во вакви околности шефот на државата може да им го довери мандатот на другите избрани кандидати што ги нудат потребните гаранции или дури на истиот кандидат, ако околностите што довеле до неговиот неуспех првично се промениле. Но ако ни тие не успеат да формираат влада, парламентот по автоматизам се распушта во рок од 2 месеца по првото гласање. За жал, во својата тишина, Уставот на Република Македонија прави да биде невозможно да се тврди која опција треба да се следи. Флорес Хуберијас дава и генерална оценка дека досегашната пракса на земјава да ја води мнозинска македонско-албанско влада и донела стабилност на Македонија, но и како што вели, задоволителен степен на политичка интеграција.